From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Со овој настап во 2017-та Доналд Трамп ја презеде функцијата председател на Соединетите држави. Бизнисмен и ТВ звезда кој никогаш не вршел политичка функција, Трамп ја освои највисоката политичка функција под слоганот да ја направиме Америка повторно голема. Сега бара втор мандат со жестоко лојални поддржувачи. We did it once and now we will do it again and this time we're going to finish the job. Трамп многу не изненади со својата успешна понуда во 2016-та да стане републикански кандидат за председател. Во кампањата се соочи со обвинување од повеќе жени за недолично сексуално однесување претходните децении, што беше негирано. The polls were totally wrong, which is an amazing thing. I love it. I think that's what the country needs. Very happy for Donald. I hope he's going to do a good job for us. Кога стапи на должност, Трамп направи чекори за да ги исполни ветувањата за интересите на Соединетите држави. Нареди да се направи зид на границата со Мексико и строги ограничувања за патувањата на граѓани од 7 главно муслимански држави. Во 2017-та најави дека Соединетите држави ќе се повлечат од Парискиот договор за климатските промени. Се повлечи од нуклеарниот договор со Иран од 2015-та. Трамп изјави дека има намера да ги подобри односите со Русија и покажа дека му се воодушевува на рускиот лидер Владимир Путин. Остро ја критикуваше Кина, ги крена царинските давачки за кинески увоз и почна трговска војна. Nobody's ripped us off more than China over the last 25-30 years. Во 2019-та, откако прогласи пораз на исламска држава на Блискиот Исток, Трамп најави план за преместување на американските трупи од Северна Сирија, наспроти обвинувањата дека ги напушта тамошните курдски сојузници. Администрацијата на Трамп се соочуваше со истраги во текот на целиот мандат. Истрагата на независниот советник за напорите на руската влада да се меша во изборите за председател во 2016-та разгледуваше наводен дослух меѓу Трамповата кампања и руси поврзани со Кремљ. Во извештајот се вели дека нема доволно докази за да се покренат обвиненија за заговор против Трамп и неговите соработници и дека истрагата не може да донесе крајни заклучоци за тоа дали председателот ја обструирал правдата. Но бројни соработници на Трамп беа осудени во врска со истрагата. Во декември 2019-та представничкиот дом, контролиран од демократите, го обвини Трамп за злоупотреба на власта и за обструкција на Конгресот. Трамп беше обвинет дека ја уценил Украина да направи истрага на Трамповиот политички ривал Џо Бајден и неговиот син Хантер. Сенатот, контролиран од републиканците, го ослободи Трамп и од двете обвиненија, а судењето Трамп го нарече лов на вештерки. What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics. Но некои Трампови противници во Конгресот рекоа дека тој треба да се отстрани од должност. President Trump, by dint of what we saw in the impeachment, by what others are being quoted as saying in terms of leaders in the president's own administration, President Trump is clearly ethically unfit and intellectually unprepared to be the president of the United States. Во првиот мандат Трамп упорно ги напаѓаше новинарите поради критичкото известување за неговата администрација. Во меѓувреме, овогодишните протести низ земјата поради расна нееднаквост и против полициската бруталност против афроамериканците повремено еруптираа во насилство, а одлуката на Трамп да испрати федерални сили да ги контролира немирите предизвика критики од неговиот ривал во претседателската трка. He's determined to stoke division and chaos. This isn't about law and order, it's about a political strategy to revive a failing campaign. Во меѓувреме, Трамп и Републиканската партија се подготвуваат за национална конвенција во услови на пандемија. До тогаш се очекува Трамп да потврди дека потпредседателот Майк Пенс ќе остане негов заменик. Потоа остануваат само 10 недели до изборите. Одлучувачки момент во бурна година.